Гостувањето најпрво на Ставрески во понеделникот, а после во вторникот и на Гордана Јанкуловска представува врв на ароганцијата на ВМРО-ДПМН. Имено Гордана Јанкуловска и Зона Ставрески беа двајцата извршители на злосторот во собранието на 24-ти, кога двајцата влегоа, едниот мафтајки со раката и укажувајќи конклудентно, кажувајќи им на специјалците чистете ги побрзо, а другата предводејќи чета на специјалци кои треба да не чистат. Така што најмалку имаат право во нормални услови, кога веќе не се сменети од функција, кога не ја поднеле политичката одговорност, да излегуваат и да нудат решенија тие двајца. Но бидејќи се навистина арогантни, вистинското лице успеа да излезе на виделина на ВМРО-ДПМН, Груевски ги пушти токму нив двајца да понудат наводно рака. Станува збор за еден ист предлог наводен и тој што го кажа Ставрески и она што Јанкуловска го објави, а после собранието во итна постапка го донесе. И тоа се обидоа најверојатно според мене да направат две работи. Едната е да покажат надменост и понижувачки однос кон нашата партија, тврдејќи дека ние како сериозна партија не сме имале доволно време да ги подготвиме листите. Ја сакам да ги потсетам и гледачите и нив самите, овие што предлагаат решенија, дека првиот кандидат за градоначелник ние го објавивме во мај месец минатата година. Ако од мај па наваму ги завршивме речиси сите кандидатури на градоначалници, од каде идејата дека не сме имале доволно време, па ни фалат 5 или 7 дена за да подготвиме листи. Напротив, ВМРО-ДПМН имаше во нивните општински комитети тепачки за листите во последен момент кога ги правеа. Ние имавме сосема доволно време, ние сега сме подготвени. Ако треба да се заврши демократски процедурата во нашата партија и да се подготват кандидатските листи. Од тука не станува збор за немање време и се обидоа да ја фокусираат јавноста, станува збор за суштински проблем. Ние бараме предвремени парламентарни избори со кои ќе се делегитимира оваа власт, а граѓаните ќе кажат кои сметаат дека треба да управува со државата. Втората причина за таков наводен предлог е желбата на ВМРО-ДПМН со нивните полициски удбашки методи да внесат семена раздор во СДСМ. Очекуваа дека ако го пролонгираат рокот, ќе се најдат одредени носители на функции во СДСМ, кандидати за градоначалници веќе промовирани или постојни градоначалници кои ќе излетаат од нашата партија и ќе одидат најверојатно под знамето на или под логото на некоја друга партија да се кандидираат заради лични интереси. Тоа не се случи. Задоволството наше е огромно, ние бевме убедени, токму затоа и го свикавме Централниот одбор за да можеме да дискутираме, да разговараме и здрави да излеземе со нашите одлуки, со потврдувањето на нашите претходно донесени одлуки. Мислам дека непријатно е чувството сега во ВМРО-ДПМН дека таквиот полициски план не успел и на крајот добро е што сега тоа се случи и докажавме дека Социјалдемократскиот сојуз е од една страна сериозна партија, демократска партија во која може да се дебатира со часови, може да се кажуваат аргументи од сите аспекти да се гледа ситуацијата, но на крајот да се излезе единствен со заеднички став.